Полни усти со Европа однесувањето нималку европско. Вака може да ја сватиме реториката на македонските власти пред се на премиерот Димитар Ковачевски. Иако пракса токму во неголемите европски земји е политичарите за неуспешните политики да си поднесат оставки, тоа не е примери со македонскиот премиер. Јасно е дека главна цел на владата е по секоја цена да се протурка внесувањето на бугарите во уставот, но тоа им оди безуспешно бидејќи опозицијата е цврста на ставот дека уставните измени нема да ги дозволи во вакви услови каде државата е уценета од источниот сосед. Сепак тоа не е никаква причина Ковачевски да размислува за одговорност, иако сам кажува дека клучна цел се промените во уставот, сепак вели тоа не било мандат на неговата влада. Не размислувам, бидејќи владата има своји ингеренции во однос на управување со државата, обврска за уставни измени е двотретинско мнозинство. Тоа е обврска не само на владата, тоа е обврска на сите политички и општествени чинители во државата, тоа е обврска на секој пратеник да донесе одлука за иднината на граѓаните, бидејќи нашите граѓани сакаат и заслужуваат европска иднина. Со очигледна цел ден повеќе да се остане на власт, Ковачевски во два наврати веќе порача дека нема да прифати одржување на претседателски парламентарни избори во ист термин. Ке се трошат двојно повеќе пари за организирање избори, иако ќе бидат во само 3 месеци. Изборите во државата се дефинирани согласно закон и устав. Претседателските избори се во втората половина на март, парламентарните избори се во втората половина на јуни. Контрадикторни ставови Ковачевски искаже за францускиот предлог. Прво не убедуваше дека бил добар основ за преговори, за подоцна да признае дека кога се подготвувал францускиот предлог се чувствувал како со нож да го боде некој во стомак. Предлогот го гледаме како солидна основа за градење сериозен, одговорен и државнички став за можноста која се отвара за нашата земја. Сите лажни тврдења во различни форми сметам дека потонаа. Јас бев дел од преговорите со Република Бугарија. Тие преговори за мене и за граѓаните на оваа држава предизвикуваат чувство. Јас го имав тоа чувство и го делам чувството на граѓаните. Како некој со нож да ви го сече стомакот. Според познавачите пак дополнителен проблем за Ковачевски е што тој е дојден на позицијата премиер без воопшто да ја добие поддршката од граѓаните. Легитимитет нема, бидејќи не добил директно избори, не победил на едни парламентарни избори, па потоа да формира парламентарно мнозинство, како што се црпи легитимитетот директно од граѓаните во сите нормални европски развиени демократи. Ковачевски седна на местото на Заев по поразот на локалните избори. Тогашниот прв човек на владата и на СДСМ си даде оставка. Ковачевски беше директен избор на Заев и не е избран на непосредни избори.